моментов постои голем страф и од коронавирусот, иако се уште го нема новие простори, вистина ли е дека симптомите на грипот и на коронавирусот се слични? За сето ова, но и многу повеќе од разговорот со денешната гостинка, доцент доктор Голубинка Бошевска, специјалист микробиолог при Медицинскиот факултет во Штип и воедно началник на лабораторијата за вирусологија при Институтот за јавно здравје, назначен за Национален инфлуенца центар. Доктор Голубинка, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Добар ден. Ајде да појасниме на самиот почеток што го предизвикува грипот, каков е тој инфлуенца вирус. Така. Грипот е заболување, акутно горнореспираторно заболување, кое што е предизвикано од вирус, како што рековте, кој што се нарекува инфлуенца или вирусна грип за населението. Се работи за фамилија на вируси која што е голема и која што има голем афинитет кон мукусот, кон слузниците. Постојат три големи типа на вирусна инфлуенца, на вирусна грип, тоа се типот А, Б и С. Поделбата на овие три типа се врши воз основа на структурата на вирусот, односно во внатрешноста на вирусната честичка се наоѓа еден протеин кој што обвиткува геномот или генетската структура, наследниот материјал на вирусот, тоа се вика нуклеопротеин, има уште еден матриксен протеин исто така, кој што е надворешната обвивка на некој начин околу самиот генетски материјал и врз основа на карактеристиките на овие два протеина ја има поделбата на тип А, Б и С. За разлика од типот С, кој што не се дели понатаму, типот Б од 80-тите години па навака, поточно до 87 година и 88 година, се дели на два генетски подтипа, тоа се Б Викторија и Б Ямагата, додека пак типот А врз основа на дополнителни протеински структури кои што се наоѓаат на површината на самиот вирус во вид на израстоци. Два типа на израстоци постојат, тоа се хемаглутининот и неураминидазата, кои што му овозможуваат на вирусот да се врзе за целната клетка и да навлезе во внатрешноста на клетката, практично врз основа на разликите во хемаглутининот и неураминидазата, имаме поделба на типовите на инфлуенца А на повеќе субтипови. Односно, врз основа на хемаглутининот постојат 18 до сега познати хемаглутинински типови, додека пак врз основа на неураминидазата постојат 11 подтипови. Тоа се тие N1, H1. Така, тоа се тие N1. Така да помеѓу хемаглутининот и неураминидазата постојат различни комбинации. Тие комбинации различни може да се најдат воглавном кај птиците и кај животните. Така, тие се всушност резервоар на вирусот на грипот. На вирусот на грипот, резервоар за грипот А, воглавном се птиците и други типови на животни, може и фоките, и коњите, и свињите, значи различни цицачи, кои што се во кои што може да се најде грипот од типот инфлуенца А, каде што имаме најразлични комбинации од меѓу Х, хемаглутининот и N неураминидазата. Така, сега како преминуваат овие вируси од животните на луѓето? Така. Дали преку храната, значи преку месото кое што не е доволно термички обработено, или пак постојат и други начини? Постојат и други начини, само да кажам дека типовите од типот Б воглавном циркулира кај луѓето, додека типот С исто така циркулира кај луѓето и кај некои свињи и животни. Сега се работи, значи грипот е, рековме, акутна респираторна инфекција, воглавном начинот на пренесување на соевите кои што циркулираат кај луѓето. Тоа се H1N1, H2N2 и H3N2, воглавном е преку респираторниот тракт, односно по пат на кашлање, кивање, значи преносот е горнореспираторната слузница и конјуктивите. Наспроти тоа, кај хуманите соеви, кај птичите соеви на вируси на инфлуенца, постојат и други начини, постојат и други екскрети и секрети од животните, од птиците поточно, кои што исто така може да бидат
извор на зараза. Така, дали грипот од тип А е точно дека предизвикува најтежок облик на грип кај луѓето? Сите типови на вирусна грип може да предизвикаат многу тешка клиничка слика. Може да поминат и многу лесно, како што се, кашлање, сува кашлица, висока температура, меѓу 38 до 40 степени Целзиусови, треска, малаксаност, и тоа може да помине многу брзо. Меѓутоа, постојат и типови кои што може да предизвикаат и многу тешки клинички слики. Зошто велиме дека грипот А, повеќе се плашиме од грипот тип А? Токму заради тоа што тој циркулира меѓу животните. И токму заради тоа што од животните на човекот може да се пренесат соеви со кои што човекот немал претходно никаков контакт. И причината за тоа е едниот момент. Вториот момент е фактот дека хуманите соеви на вирусот на грип вообичаено имаат соодветни хемаглутининот се врзува за соодветен рецептор во клетките на човекот. Значи имаме специфични рецептори за вирусот на грип. Тие рецептори на нашите клетки се, јас сега ќе ги кажам, сијалуронска киселина, која што е поврзана со галактоза, со алфа 2,6 врска. И тој тип на врски и рецептори се наоѓаат во горно-респираторниот тракт. Меѓутоа, кај соевите кои што доаѓаат од животните, тие имаат афинитет поголем кон друг тип на рецептори. Кај нив, сијалуронската киселина е врзана за галактоза со алфа 2,3 врска. Тој тип на врски ги има и кај човекот, воглавном во долните респираторни патишта. Токму заради тоа, кога постои инфекција со птичи тип на вирусна инфлуенца А, на грип А, воглавном настануваат тешки пневмонии. Тоа е причината зашто повеќе се плашиме од една од причините секако, зашто повеќе се плашиме од типот од грип А, односно зашто повеќе велиме дека ете H5N1 е вирусот кој што е високопатоген и кој што предизвикува инфекција кај птиците, а потоа може да се пренеси кај луѓето и да предизвика сериозни инфекции. Така, исто така се зборува за мутациите, дека мутациите се всушност причина што и не може да се лекуваат овие вируси. Може еве сега да го погледнеме првиот телоп, првиот факт всушност поврзан со грипот кој што гласи вирусот тип А е особено подложен на мутации. Еве на гледачите да им појасните всушност што се тоа мутации, какви промени се тоа и зошто баш вирусот тип А е најподложен на вакви промени. Така. Мутациите всушност се промени кои што настануваат во генетската структура на самата вирусна честичка. Вирусот на грипот, значи инфлуенца вирусот, особено типот А, но и другите типови, типот Б исто така подлежи на такви, велиме, антигенски дрифт се нарекува тоа во медицината, или точкасти мутации, односно, како што е структурата на геномот, се менува само една база во текот на репликацијата, односно размножувањето на вирусот во клетката домаќин. Бидејќи вирусите многу брзо се размножуваат, многу брзо се умножува нивната генетска структура. Не постои време кое што ќе овозможи да се провери колку е таја, не постои систем, ние велиме систем на проверка на генетската структура. И се создаваат многу чести мутации, настануваат, односно промени на една нуклеотидна база. Таа една нуклеотидна база во геномот е причина да се смени една аминокиселина во протеинот кој што го создава, кој што го кодира тој ген. Некои од овие мутации или промени во генетската структура, а со тоа и промени во протеинската структура, може да бидат и тивки, да не доведат до големи промени кај самата вирусна честичка. Меѓутоа, ако настане промена
кое што во пределот на хемаглутининот, на оној израстокот што се наоѓа на површината од вирусот, кој што пак е одговорен да се врзе за рецепторот од нашата клетка и на тој начин ќе овозможи ширење на инфекцијата, практично доведува до појава на една сосема нов субтип во рамките на субтипот уште поголема разлика се јавува во зависност од промената на хемаглутининот. Тој тип на промени се јавуваат секоја година. Значи, од почетокот на сезоната на вирусот на грип до крајот на сезоната веќе се наталожуваат во циркулацијата која што се случува во еден регион, се наталожуваат такви мали точкасти мутации или точкасти промени, кои што на крајот ќе овозможат сосема нов вирус, појава на нов вирус, кој што веќе го очекуваме за следната сезона во декември месец. Токму заради тоа, кога ќе создадеме во оваа сезона ние имунитет кон вирусот кој што во моментов циркулира, кон одреден подтип, кон одредениот подтип на хемаглутининот, практично создаваме специфични антитела и создаваме те клетки кои што ги нарекуваме цитотоксични клетки, кои што ги уништуваат нашите клетки кои што се инфицирани со вирусот на грип и на тој начин се браниме од вирусните инфекции. Антителата кои што се создале во оваа сезона кон овој субтип на вирусот нема да ги препознаат субтипот на вирусот кој што ќе почне. Таа токму мала промена нема да биде препознаена. Значи нема да имаме имунитет? Нема да имаме имунитет за следната сезона. Но она што е многу интересно, што се случува исто така кај вирусот на грип, е така наречените големи мутации. Зошто големи мутации кои што може да бидат причина за пандемија? До сега зборувавме за сезонските епидемии, зошто имаме секоја сезона нов тип на грип. Тоа е значи антигенскиот рифт, додека постои уште една состојба која што се случува кај вирусот на грип и која што се нарекува антигенски шифт. И што значи сега тоа? Геномот или генетскиот материјал на вирусот на грип е поделен во сегменти. Замислете си една бројаница или еден гердан од 7 до 8 бисерчиња. Секој од тоа бисерче кодира или дава информација за синтеза на еден протеин на вирусот на грип, кој што ќе му овозможи живот на вирусот, вклучително и овие што ги спомнавме хемаглутининот и неураминидазата. Може да се случи, особено кај свињите и кај кокошките, бидејќи свињите во својот респираторен тракт ги имаат двата рецептори. Сијалуронска киселина со гликоза алфа-2,6 и алфа-2,3, исто така и кокошките. И во респираторниот тракт, и во цревниот тракт на кокошките ги имаме овие типови на рецептори. Може да се случи во исто време еден организам да биде истовремено инфициран со два типа на вирус од типот А, односно два субтипа на вирус. Практично во една иста клетка може тоа да се случи. И кога ќе во процесот на размножување на вирусните честички, во процесот на формирање на една зрела вирусна честичка, наместо да се формира само пример типот H1N1 и H2N2 во истата клетка, може да дојде до комбинација на сегментите генетски помеѓу H1 и H2. Во тој случај се формира сосема нова вирусна честичка која што ги носи гените наследни од двата родителски вируса. На тој начин се формира сосема нов вирус. И тогаш се случуваат всушност тие големи пандемии, кога организмот доаѓа во контакт со сосема нешто непознато. Сосема нешто ново, нешто со кое што никогаш не бил во контакт. Таков е случајот со шпанската треска.
Шпанската треска не е токму тој случај. не е баш Шпанската така. треска е директен пренос на птичи грип H1N1 од птиците на човекот. Тоа било во 1919 година. Се проценува дека заболеле околу 500 милиони, умреле повеќе од 20 милиони луѓе. Точно, како резултат на директен пренос од животно, од птица на човек. А во овој случај сега што вие говоревте, која е таа пандемија? Ова е пандемијата во 57-та година. Шпанскиот тип на вирус, кој што е внесен во хуманата популација, во 18-та година циркулира до 57-та година. И тоа е оној сезонски грип кој што циркулирал секоја година, тој си се менувал, но циркулирал до 57-та година. Во 57-та година доаѓа до појава на нов вирус H2N2, кој што настанал како резултат на комбинација на хуманиот H1N1, шпанскиот сој, со птичи сој H2N2. И на тој начин настанува сосема нов вирус кој што почнува да циркулира во хуманата популација. И тоа трае некаде до 68-та година. Во 68-та година настанува повторно нова пандемија. Пандемија која што е обележана со појава на нов вирус H3N2. Станува збор за вирус кој што повторно настанал како резултат на комбинација помеѓу H2N2, оној што се појавил 57 и кој што веќе се ширел меѓу хуманата популација, веќе бил како сезонски грип, со нов внесен птичи грип H3. Настанува сосема нов H3N1. А што е со свинскиот грип во 2009-та, кој што И била тоа дека се уште циркулира? Се уште циркулира. Значи, во 58-та исчезнува оној H1 кој што циркулирал во 18-та година. Почнуваат H2N2, H3. 2009 година настанува повторно комбинација помеѓу северноамерикански свински птичи, северноамерикански хуман и евроазиски птичи грип. Значи 4 видови на грип се комбинираат во еден, настанува нов тип H1N1 2009 или денеска го нарекуваме пандемиски сој на H1N1, меѓутоа тој веќе е сезонски од 2009 година. Тоа е нашиот кој што циркулира меѓу луѓето. Во Македонија во моментот што циркулира? Од што се болни во моментов луѓето кои што имаат грип? Минатата недела 60% од изолираните примероци беа типот А, од кои што повеќе од 25% беа од типот AH1 пандемискиот од 2009. Пандемискиот свински грип. Пандемискиот или свински грип, додека имаме дел и H3 и сосема мал процент имаме и Б Викторија. Да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во програма, доколку имаат некое конкретно прашање поврзано со денешната тема, која што е можна и интересна, бидејќи можете да добиете информации кои што досега не сте имале можност да ги слушнете во некоја од емисиите. Гостинка во студиото ни е доцент доктор Голубинка Бошевска, специјалист микробиолог од началника на лабораторијата за вирусологија при Институтот за јавно здравје во Скопје. Сега, доколку на вирусот неколку години поред не му се менува драстично структурата, дали автоматски настанува намалување на бројот на заболени од грип? Има ли вистина во тоа? Не. Значи тоа не е така, не е толку едноставно. Не е толку. Јас ви кажав дека како тој вирус... природна вакцинација велат луѓето, се развиваат антитела и слично. Тие антитела кои што се развиле во текот на оваа сезона ве штитат само кон оној вирус со кој што сте биле заболени во оваа сезона. Поради тој претходно што ви кажав антигенски дрифт или точкасти мутации кои што се јавуваат, следната година ќе циркулира сосема нов генетски нов субтип на вирусот на H1N1 пандемиски. Практично и вирусот H1N1 пандемиски од 2009 година до денеска е многу изменет. Секоја година се менува. А постојано слушаме дека се зголемуваат бројот на смртни случаи од грип. Дали тоа значи дека при тие промени
вирусите стануваат поагресивни? Или пак едноставно можеби во одредени години оние луѓе кои што ќе заболат од грип имаат послаб имунитет? Двете работи се можни на некој начин што ги кажувате. Значи со текот на промените самите вируси може да станат и по опасни на некој начин, ние велиме повирулентни. Но од друга страна пак може да станува збор и за намалување на имунитетот и способноста на организмот да одговори кон било каква инфекција, вклучително и грипот. Она што е интересно кај грипот е тоа што реков пред малку на почетокот дека тој може да предизвика релативно лесна клиничка слика во одредени ситуации, кога станува збор за човек кој што има добар имунолошки одговор и може да создаде доволен титар, ние велиме доволно ниво на антитела и да ги активира своите Т клетки, цитотоксични клетки, на тој начин во рок од некои 7 до 10 дена да помине самата инфекција без никакви компликации. Меѓутоа, она што најчесто се случува во текот на самата инфекција е тоа што вирусот на грипот предизвикува практично некроза, оштетување на респираторниот епител и особено натоложување на голем број на леукоцити, создавање на еден оток и црвенило на слузницата. Сето тоа, особено кај малите деца и кај луѓе кои што и така имаат оштетен послаб имунодговор заради тоа што претходно се болни од некое хронично незаразно заболување или хронично и заразно заболување, да речам, имаат некое малигно заболување или хематолошко или белодробно заболување, значи кај тие луѓе и така е оштетен имуниот одговор, значи може да дојде до така наречени суперинфекции. Или пак понекогаш па и самиот вирус на грип може да даде една навистина тешка фулминантна клиничка слика со хеморагична бронхопневмонија, која што дури за 24 до 48 часа може да доведе до појава на смрт. Така да вирусот на грип е навистина непредвидлив. И никогаш не знаеме што е она што ќе го дочекаме во декември. Како тој ќе се промени, како ќе измутира во текот на претходната сезона и во текот на летните месеци, да речам, а секако и многу зависи со надворешната средина. Загадувањето исто така е еден од факторите кои што доведува до намалување на вирулентноста, велат. Не толку вирулентноста, колку што велам дека имунитетот и одговорот на човекот кон вирусот. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање, пред да ве поздравам. Ви благодарам. Станува збор, значи, за имуниот одговор, имам 2,5 годишен син. Дали која е улогата на бета-глуканот во примарна или секундарна превенција во однос на грипот? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Бета-глуканот, значи, овозможува зајакнување на неспецифичниот имунодговор и апсолутно помага во подобрување на брзиот одговор кон вирусните па и бактериски инфекции. Така да слободно можете да го користите. Така. Многу родители го даваат, особено на мали деца, а сега податоците говорат дека децата до 4 годишна возраст всушност најчесто се јавуваат на лекар и всушност најголем број од пациентите пријавени со грип се до 4 годишна возраст. Так. Дали на вистина само тие се изложени најмногу на овој вирус или пак родителите почесто ги носат децата на лекар, а тие си се лекуваат во домашни услови, бидејќи цели семејства всушност се заразени од грип? Дали евиденцијата може би е поради тоа малку нереална? Евиденцијата вели дека навистина и во Македонија и во Европа најмногу се пријавуваат случаи на заболени кај дечињата од 0 до 4 годишна возраст, вклучително и кај нас. Меѓутоа, може би во голема мерка има улогата и ова што го велите, дека родителите воглавном се позагрижени за децата отколку за себе
и некако не внимава доволно на своето здравје. Си велат, јас морам да издржам. И ќе издржам. Па на нозе. Па и на нозе. А и почесто децата се носат во болници, се пријавува инфекцијата, нели, кај матичниот лекар за да може да се пријави. Меѓутоа и кај дечињата може, како што и претходно реков, како и кај хроничните пациенти кои што се болни од хронични заболувања, и кај дечињата развојот на потешка клиничка слика е многу побрз, токму заради тоа што имунолошкиот систем кај овие дечиња е недоволно развиен се уште. Значи, некаде до 5-6 година имаме развој на имунолошкиот систем. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Си исклучил во меѓувреме. Доколку сакате да поставите прашање, повторно јавете се на 3076-677. И сега би ве прашала нешто околу периодот на задржување на вирусот во организмот. Еве да погледнеме една вистина или заблуда која што гласи, вториот делот ќе замолам, вирусот во телото на возрастните е присутен од 2 до 3 дена, додека кај децата тој период е нешто подолг. Дали овој податок е многу важен, бидејќи дека вирусот подолго се задржува кај децата, бидејќи тие најчесто и го шират вирусот во градинките и слично. Дали откако ќе оздрават, откако ќе исчезнат симптомите, може да биде присутен вирусот на грип? Вака сега. Значи, бидејќи има различни податоци поврзани со оваа тема. Од моментот на контакт на организмот со вирусот на грип, поминуваат од 1 до 4 дена пред да се појават првите симптоми. Значи, тоа е оној период, ние го велиме период на инкубација, кога вирусот интензивно се размножува во слузницата на горно-респираторниот тракт и потоа кој ќе почнат првите оштетувања на слузницата, она што ви реков, десквамација и некроза на ткивото и појавата, зголемување на едемот и воспалителната целосна реакција, тогаш се појавуваат симптомите на кашлање, на кивање, на солзење на очите, главоболка и така натаму. При тоа, многу е важно дека човекот е заразен од моментот 1 ден пред, нели, појава на симптомите минимум, значи така предпочитаме да кажеме дека можеби само 1 ден е инкубацијата, до првите 7 дена од појавата на симптоматологијата, колку што и на некој начин трае самото заболување, болеста трае некаде од 7 до 10 дена. Меѓутоа, максималниот размножување и максималната концентрација на вирусот во горно-респираторниот тракт се наоѓа во првите 48 до 72 часа од инфекцијата. Потоа, со активацијата на имунолошкиот систем, тој успева да ја сузбие репликацијата, односно размножувањето на вирусот, така што постепено доаѓа до намалување на концентрацијата на вирусот во горно-респираторниот тракт, а на тој начин и се намалува можноста за делење или ширење на вирусната инфекција. Меѓутоа, така е нормално. Значи, додека трае самото заболување, до тогаш трае и ширењето. Но постојат ситуации кај мали дечиња или кај лица кои што се имунокомпрометирани, каде што е забележано дека вирусот може да се споделува, значи да се шири, дури до 21 ден. Така, ова е многу интересен податок, кој што треба да се знае. Ајде да ги вклучиме гледачите. Минути за вас, почитувани, за вашите прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Благодарам. Секако? Се јавувам во име на мојата сопруга. Така? Имаше едно топографско испитување за срцето. Од тоа испитување му се појави една кашлица, така сува кашлица. И по времено на минувањето на времето, неговата кашлица се повеќе и повеќе се ујачуваше. Сега у последно време е таа премногу јака кашлица, але сува кашлица без никакво исолјување на шламови. Сакаме
една совет од докторката што да направиме. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, само да нагласам дека денешната гостинка е микробиолог. Нема проблем никаков, јас сепак сум доктор, ќе укажам дека треба да се јават кај нивниот матичен кардиолог и да видат зашто станува зборот, каде е таа сува кашлица, бидејќи ја поврзуваат со интервенција на срцето. Така. Така да тоа може да биде поврзано со самата интервенција или пак евентуално со лековите кои што ги прима. Така. Ајде уште еден гледач да вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најпрво да поздравам начинили во студиото и имаме едно прашање за најранливата, да кажеме, категорија, и сам една од најранливите, односно за децата до 5 години. Дали се препорачува, значи, да се вакцинираат секоја година од грип или е можеби подобро дали да го јакна, да кажеме, имунитетот на тој начин што ќе го под наводници прележуваат грипот, па ќе се соочуваат со него и на тој начин ќе го зајакнуваат. Дали со вакцинирањето во смисла само се одложува, да кажеме, моментот кога мора повторно да се стави на тест имунитетот? Ова е едно добро прашање кое што ги става во дилема родителите. Ви благодарам што го поставивте. Благодарам исто на прашањето. Апсолутно сметам дека вакцината е најдобрата опција и во овој случај и кај децата од 1 до 5 годишна возраст. Зошто? Затоа што станува збор, ги активираме практично вакцината која што ја примаат дечињата е инактивирана мртва вакцина која што поседува точно одредена група на антигени или протеини кои што сметаме дека ќе циркулираат во оваа сезона на грип, која што е во моментов пример. При тоа хемаглутининот, односно внесени се гени кон хемаглутининот и неураминидазата за сите 4 типови, конкретно за оваа година, кон вирусот на грип, кој што очекуваме да циркулираат. И кон H1, и кон H3, и Б Викторија и Б Ямагата. Вакцината овозможува развој и на антитела кон хемаглутининот и на активација на Т-клеточниот имунодговор. Апсолутно ќе помогне во развојот и одговорот на детето кон вирусна инфекција. И јас не би си играла со инфекција со вирус на грип. На тој начин не сметам дека се зајакнува со прележување. Напротив, инфекцијата со грип кај малите дечиња може да биде фатална. Така. Наспроти, вакцината, која што е релативно безбедна и која што го имитира создавањето на антителата и на стимулацијата практично на имуниот систем, слично како и природната инфекција, но не дозволува да детето се разболи. Повеќе за вакцината за грип по рекламниот блок кој што ќе следува во моментов, а веднаш потоа се враќаме во Телма амбуланта. Во денешната емисија зборуваме за вирусот на грипот со доцент доктор Голубинка Бушевска, специјалист микробиолог од Институтот за јавно здравје, од лабораторијата за вирусологија, која што е назначена за Национален инфлуенца центар. Доктор Голубинка, можеме сега веднаш да разјасниме уште една вистина или забуда поврзана со вакцините, бидејќи пред малку гледачката која што се јави ја начна таа тема, да го погледнеме четвртиот телоп. Вакцината содржи соеви на вирусот кои се изолирани во текот на минатата година, веќе тоа го појаснивте. Дали содржи 2 или повеќе типа вакцината која што се користи кај нас и дали постојат живи и неживи вакцини, која е предноста на едните наспроти другите? Значи, во текот на целата сезона на грип, односно и во текот на целата година, во нашата држава, како и секаде во Европа, воведовме следење на соевите на вирусот на грип кои што циркулираат во текот во државата наша. Што значи тоа? Секој човек, точно имаме одредено места во целата држава, во Македонија, кои што ни испраќаат во секоја недела примероци од пациенти кои што покажуваат симптоми кои што налекуваат на грип. Бидејќи симптомите кои што ги имаме кај грипот може да ги даде и некоја друга вирусна инфекција. Така да ги следиме соевите, особено во текот на зимскиот период, ги следиме, значи, соевите кои што циркулираат, значи правиме точна
детекција на типовите, на субтиповите и правиме генетска карактеризација. Односно, точно следиме кои мутации или промени се јавуваат во генетската структура на вирусите на грип и сето тоа го правиме заеднички со Светската здравствена организација и референтните лаборатории во Европа. Како резултат на тоа што циркулира во текот на целата сезона, особено до крајот, некаде до февруари, март во нашата хемисфера, практично се прават предвидувања кои вируси на грип би циркулирале за следната сезона. На тој начин се даваат препораки кои вакцини да се подготвуваат. И вакцините за нашата хемисфера практично се подготвуваат во текот на летниот период и во текот на септември месец, за да може веќе во октомври да почне вакцинацијата на населението со соодветните вакцини и да може да се создаде, да имаме доволно време, минимум 2 недели, да се активира имуниот систем на човекот и да се создадат соодветните антитела, односно да се сензибилизираат, пак ќе ги спомнам те клетки кои што практично не чуваат и ги уништуваат оние клетки кои што се инфицирани. Така да, врз основа на следењата од минатата година, оваа година, за оваа сезона, обезбедени се 4 валентни вакцини, кои што овозможуваат заштита кон сите 4 типови на вируси кои што се очекуваат да циркулираат и кои што може да предизвикаат и релативно тешки клинички слики. Тоа се АХ1 или пандемискиот тип, АХ3, кој што се циркулира, рековме, од 68 година па наваму. Понатаму кон инфлуенца Б, Б Викторија и Б Ямагата генотипот, значи двата подтипови на грипот Б. Апсолутно, значи, заштитува, особено кај лица кои што имаат добар имунодговор, меѓутоа ги штити и оние кои што имаат послаб имунолошки одговор. Ги има ли кај нас оние живи вакцини кои што се дават преку нозвила, тоа е природен пат низ кој што вирусот навлегува и слично? Така. Во Македонија мислам дека не се регистрирани се уште вакцините кои што се живи и кои што се даваат по назален пат. Кај нас се уште е регистрирана така наречената мртва или инактивирана вакцина. Меѓутоа и двата типа на вакцини се подготвуваат во пилешки ембриони. Така, имаме гледач. И имаат подеднакво на некој начин заштита. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторкава. Благодарам. Едно кратко прашање, значи се работи за настинка која што трае месец дена, која што не поминува и каде што имам со левата страна, значи, од мојот нос, само левата страна ми се затнува, значи, и она само ми слузи. Десната немам никаков проблем. Дали станува за некој грип, за некоја инфекција? Зашто, што би можело да биде? Ова ви благодарам за прашањето. Благодарам. Во принцип, кога станува збор за горно-респираторна инфекција која што е предизвикана од вирус, значи акутните симптоми вообичаено траат 7 до 10 дена и во таа насока би било згодно, освен не добивме податок дали имал температура, дали имал некакви иследувања лабораториски, за да можеме да се насочиме во одреден правец на размислување. Меѓутоа, после прележан грип, она што може би е добро да го знаат граѓаните, е дека сувата кашлица може да трае и 3 до 4 недели од прележаниот грип. Исто така и чувството на малаксаност, слабост, замор на организмот може да трае подолго време од самото траење на акутната инфекција на грип. Меѓутоа, она што и гледачот се јави, ваквата симптоматологија може да биде и резултат на некоја алергиска реакција или пак некоја друга симптоматологија. Јас би го насочила да дојде кај нас па да направиме
подетални испитувања, пример лабораториски, да биде насочен од неговиот матичен лекар секако. Примерно е да си го посети матичниот доктор, кој што треба да го насочи кон одредени испитувања. Доктор Голубинка, да проговориме малку за начинот на кој што се пренесува вирусот, односно за неговата моќ да предизвика инфекција, да речеме, на оддалеченост од 2 метра. Не знам дали е тоа точно, се вие ќе појасните, да го погледнеме петиот елоп. Вирусот на грип може да преживее 24 часа на цврста површина. Дали е ова точно? Еве да почнеме од тука. И дали на вистина болниот може да зарази здраво лице на растојание од 2 метра? Вака сега, значи ние додека зборуваме, секогаш постојат така наречени флигеови капки, кои што се микроскопски и не можеме да ги видиме. Значи секое наше зборување и комуникација, ние ослободуваме такви капки од нас, во кои што може да се наоѓаат и честичките на вирусот, и тие вообичаено може да летаат до половина метар или дури до 1 метар. Меѓутоа, во ситуација кога имаме кашлање и кивање, значи тогаш под голем притисок ги сврламе течностите од нашиот организам и во таа ситуација апсолутно може да стигнат и до 2 метри. Што се однесува до обстојувањето на вирусот на грип, тој може да биде многу интересен затоа што сака е многу ниски температури и може подолг временски период да остане во надворешната средина. Исто така зависи од тоа колку ќе има влага, му годи влажната средина, затоа и во слузниците, во конјуктивите. Понатаму кој ќе го исфрлиме од нас, нели, во зависност од тоа каква содржина исфрламе од нас, апсолутно, ако имаме, нели, некротични ткива, клетки и така натаму во капките кои што ги сврламе во поголема концентрација, може подолго време да остане на било која површина на која што ќе се налепи. Затоа што со кашлањето, со зборувањето може да се најде на масата, на троседот, на телефонот, на кваките, од вратите и така натаму. Постојат податоци најнови дека дури во зависност од материјалот на кој што ќе падне, честичките, тие флигеовите капки и капките при кивање и кашлање може да останат, значи, дури до 2 недели, ако станува збор за нераѓусувачки челик. 2 недели. Додека, пример, на микрофибер честички или на памук може да остане и до 1 недела. Така да, во зависност од тоа на каков тип на материјал ќе проговориме и за тоа. Имаме навистина многу малку време, имаме неколку телопи кои што се поврзани со превенцијата, доколку некој во домот е болен, да ги објасниме со 1-2 реченици. Ајде да го погледнеме 6-тиот телоп. Болниот е најдобро да се изолира во една соба и да користи засебен тоалет. Не сите имаме можност да користиме засебен тоалет, но навистина ли е потребна ваква изолација? Значи, вообичаено убаво е болниот да си лежи дома во домашни услови, да прима многу течности, како, нели, кои што ќе овозможат побрзо да се справи, да се рехидрира, бидејќи како резултат на грипот имаме висока температура од 38 до 40 степени. Убаво е да се изолира за да не дојде во контакт со другите членови на семејството, особено ако има хронично болни, ако има мали бебиња. Убаво е да си седи во својата соба. Е, сега во тоалетите не можете да ги... Ако немате... Има 2 тоалета во домот, тоа е прифатливо решение, но... Оно што е возможно е да има своја крпа за лице, за раце. Марамчиња... До 1 недела може да остане вирусот на крпата. Марамчиња за еднократна употреба, значи кашлање и кивање во марамче. Или пак ако нема, јас првата лекција која што им ја давам на моите студенти, мора да се кашла ако немате при себе марамче, да кашлате во лактот. Ето така, значи, обавезно во лактот. Значи, позицијата, не во дланката. Не во дланката, затоа што со дланката можете да се фатите за некој од предметите, да не избришете соодветно и на тој начин практично значи, ова е да ја овозможите правилно кашлање, кивање во дланката. И настрана од комуникацијата со луѓето со кои што комуницирате. Исто така можете маска за лице да си ставите ако комуницирате со некој од вашето семејство кој што е хроничен болен, па ви е страв да му пренесете, да му ја пренесете инфекцијата, а не е вакциниран. Но
без друго, доброто вентилирање, односно проветрување на просторијата, исто така е многу важно, за да се намали... на проблематичните места, осмиот лоб ке замолам од режија. Дезинфекција значи 70% алкохол или оние марамчиња со дезинфициенс, рацете да се дезинфицираат, често миење на рацете со сапун и вода, апсолутно ќе помогне во спречување на ширењето на инфекцијата во домот. И сосема на крај, за антивирусниот лек Тамифлу, третиот лоб, лекот Тамифлу треба да се земе во првите 48 часа од појавата на симптомите. На каков начин делува овој лек? Так. Докторке, дали го спречува размножувањето на вирусите? Која е неговата улога? Значи, оселтамивирот или тамифлуто, и постои уште еден лек кој што се вика занамивир, кој што делуваат инхибиторно на неураминидазата. Неураминидазата е оној вториот шпиц кој што се јавува на површината на вирусот на грипот, нели? Ги оделиме на H1N1, енот, практично. Неураминидазата има многу важна улога. Тоа е ензим кој што овозможува да се разгради мукозниот секрет, за да може да дојдат во контакт хемоглобинот со рецепторите од една страна, а од друга страна, кога ќе се намножат во нашата клетка честичките на вирусот на грип, тие кога се ослободуваат во вид на пупка од нашата клетка, да се ослободат надвор за да заразат други клетки, потребна е неураминидазата за да им овозможи да се ослободат од клетката домаќин што им била првична. Практично, оселтамивирот, инхибирајќи ја неураминидазата, практично го оневозможува ширењето на вирусот на грипот на овие два начини. Оневозможува тој да се ослободи од клетката во која што веќе се размножил, односно оневозможува да вирусот на грип инфицира нова клетка. Така да, најдобро е да го дадеме во првите 48 до 72 часа. Ви кажав на почетокот, тоа е максималниот пик на размножување. Колку порано, толку подобро. Ако го дадеме, се дава и кај луѓе кај кои што може да има ефект, особено кај лица кои што се во тешка клиничка слика, кај хронично заболени, кај лица кои што се примени веќе во болница. Апсолутно треба да се даде и да се спречи под тешката клиничка слика од развојот на заболувањето. Но овој лек не е за масовна употреба, докторите проценуваат кога треба да се апсолутно. Докторите проценуваат заради тоа што токму заради брзото размножување и доколку несоодветно го применуваме и овој лек, исто како и кај антибиотиците, ќе можеме да предизвикаме резистенција на вирусот на грип кон овој лек. Веќе постојат соеви на вирусот на H1N1 конкретно, кои што се резистентни, односно отпорни кон оселтамивирот. За среќа, соевите во Македонија се уште не се. Така, за среќа. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и за оваа емисија која што беше изобилуваше со навистина интересни информации и податоци поврзани со грипот. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе се видиме повторно, да проговориме за антибиотиците и за нивната правилна употреба. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден од 12:45 секако на фреквенцијата на телевизија Телма. До гледање.